Алијанса за еднаква застапеност на мажите и жените на работното место или ГЕА е дел од иницијативата на Асоциацијата на електронска трговија, која што се залага за еднакви позиции, односно еднаква застапеност на мажите и жените, еднаква плата на работното место, како и еднакви можности за напредок во кариерата. Сава пензиско друштво е генерален покровител на ГЕА. Денес разговараме со председателот на управниот одбор на Сава осигурување, односно Сава пензиско, Снежана Станковиќ. Станковиќ, добре дојдовте во емисијата Финсайт. Благодарам на поканата и можноста да зборуваме на овие теми. Ви благодарам. Кај нас се уште постои еден јас помеѓу застапеноста на мажите и жените на иста позиција. Жените зема за 12% пониски плати отколку маж на иста работна позиција. Кои ќе бидат ваши приоритети? Како да се надмине овој родов јас? Знаете, ова прашање многу често луѓето го доживуваат како декларативно прашање и како некое женско прашање, кој жените многу бараат и многу сакаат. Тоа се тие кафански муабети, но кога оваа тема ја отвараме професионално и како функционираме ние преку ГЕА, а како и функционираме како друштво, тогаш можеме да кажеме дека размената на искуствата и на практиките преку оваа професионална платформа, каде што учествуваат повеќе фирми и каде што отворено се зборува за бројките, имаме можност и подобро да се соочиме со фактите. Женските права навидум се овозможени и лесно достапни, бидејќи законот ги овозможува, но тоа е само почетниот чекор, да кажам. Во праксата зборуваат бројките што пред малку ги споменавме. Затоа е потребно да се подигне свесноста кај сите нас, но и друштвата да постапуваат и да преземаат мерки во правец на еднаквоста на мажите и на жените на работното место. И се поставува често прашањето зошто е тоа важно, затоа што пак бројките, ќе се осврнеме на нив, статистиката не може да не излаже. Бројките кажуваат дека таму каде што имаме еднаква родова застапеност, таму продуктивноста е поголема, таму иновативноста е поголема. Машката и женската енергија и двополовото постоење воопшто на светот има некакво предимство. Во таа смисла, ова прашање е важно и за економски развој и подигнување на продуктивноста и на ниво на друштвото и на ниво на државата. Ние не само како Сава пензиско друштво, би сакала да кажам дека ние како Сава осигурителна групација внимаваме на ова прашање. Првично, задолжително се собираат бројките на групацијско ниво и задолжително се пренесуваат како еден патоказ во кој правец треба да се движиме. Како компанија... Кај вас во компанијата се почитува тоа, имате за иста работна позиција, иста плата или повторно тоа не е надминато, тој традиционален дека мажите треба да бидат платени повеќе за иста работна позиција? Кај нас тоа правило не постои. Кај нас постои правилото дека се цени стручноста и компетентноста на човекот и на личноста што е на тоа работно место, а не се донесуваат одлуки поради родова припадност на некој од вработените. Но сепак ќе кажам, потребно е и поголема свесност, затоа што некои одлуки ги донесуваме и по инерција. Многу долго време во нашата држава, ќе кажам, но и пошироко, да кажам, на балканските простори, жената се почитуваше да не биде толку видлива, да не биде никако над мажот во работната позиција, над примањата. Тоа создавало незадоволство во средината каде што тие се движат и живеат. Во таа смисла кај нас можеме да зборуваме дека се навистина потребни конкретни мерки за да се поддржи жената во остварувањето на нејзините права, што законот ги дава. Не зборуваме за промена на закон, зборуваме за промена на практики на луѓето и на однос кон родовата еднаквост, затоа што, како што кажав, таа доведува до поголема продуктивност и до поголем економски развој. Една од главните мерки што ги презема Сава пензиското друштво, но охрабрена одлука и што се спроведува и на ниво на целата Сава осигурителна групација е заштита на родителството преку правото на работа од дома. Кај нас 25 дена вработените имаат право да работат од дома во еден квартал, што е значајно време и со можност за продолжување, особено кога причина е родителството или
мало дете и потребно присуство ради потесното семејство. Убаво е да се работи кај вас, предпоставувам за женскиот пол. Вие сте председател, односно лидер, председател на управниот одбор на Сава Пензиско. Најавени се реформи. Што предвидуваат тие реформи во вториот задолжителен столб? Реформите во пензискиот систем кои што сега се најавуваат и предлог законските измени се наоѓаат во собранието се мощна важен исчекор, но јас прво би споменала зошто е важен пензискиот систем воопшто кај нас. Пензискиот систем е најважниот столб на социјалната политика што ја води една држава и сите ние учествуваме во пензискиот систем најголем дел од нашиот живот. Прво како членови, а потоа и како корисници на правата од тој систем. Во таа смисла, социјалната сигурност и општествената стабилност најмногу зависат од пензискиот систем. Демографските процеси кои што станаа тренд, а не некоја случајна појава која што може да се надмине, предизвика на крајот на минатиот век промени и реформи во пензиските системи на повеќе држави, посебно на тие што го заснива системот на првиот пензиски столб. И затоа сакам денеска да споменам дека реформите значат продолжување на нешто што ние почнавме пред 20 години. Реформите не се денеска предмет на некакви законски измени затоа што пензискиот систем не функционира. Промените кои што ги направивме функционираат, дадоа одлични резултати, но е потребно понатамошно следење на процесот. Пензискиот систем е систем кој што бара долгорочно следење и прилагодување на економските и на демографските услови во одредена држава. Ова не е некој експеримент, ова се системи кои што постојат во развиените земји повеќе десетици години, најразвиени се во Данска, во Холандија, како и во Шведска, но можеме да зборуваме и за земјите од нашето соседство, како што се Бугарија и Хрватска, кои што се понапредни во капитално финансираниот пензиско систем, односно во неговото етаблирање и во неговиот развој. Ние сега ги земаме искуството од развиените земји и ќе ги примениме кај нас со новите законски измени. Да, тоа е многу важно, бидејќи што се одржат тие? Често во јавниот простор слушаме искази кои што се несоодветни и неадекватни, кои што се паушални и кои што не се засниваат на никакви анализи. Па наидуваме на зборови како експеримент или не знам некои слични. Важно е да напоменеме дека ние ги следиме искуствата на развиените земји. Но не само позитивните, ние ги следиме и негативните. Пензиските друштва се организира во форма на асоциација претходната година и организира меѓународна конференција голема во ноември 2025 година, кај што можевме да чуеме, а и сите институции засегнати страни во овој систем можеа да слушнат и негативни аспекти од пензискиот систем од другите земји, кои што секако ние можеме да ги користиме и да добиеме во време во развојот на пензискиот систем. Пензискиот систем не е тема која што може да се отвори и да се затвори. Таа не дава краткорочни резултати. Потребен е многу подолг период за да ги видиме ефектите од пензискиот систем кои што се прават. Затоа овие реформи представуваат централна и системска промена, со најновите реформи представува воведувањето на мултифондовите. Мултифондовите значат распоред на ризикот низ времето. Не е во ред да ги инвестираме на ист начин и со единствена инвестициска стратегија средствата на членовите кои што имаат 20-30 наспрема членовите кои што се пред пензионирање или имаат околу 60 години. Во таа смисла се нужни овие промени. Првпат за нив кај нас стана збор кога се воведоа и во Хрватска околу 2014 година, но тој предлог закон остана негдека заглавен низ нашите институции, така да јас ја поддржувам политичката волја која што денеска ги имаме да реформите се следат и продолжат во правец на најдобрите искуства што ги имаме од соседството. Така, само да споменам, кога се воведе вториот задолжителен столб пред 20 години, парите се инвестира во традиционалниот, така да го наречам, односно сите
корисници, односно клиенти за члените во тие пензиски друштва, парите им се оплодува на ист начин. Што ќе значат сега овие законски измени? Се воведуваат нови портфолија во согласно со возраста на клиентот? Да. Досега средствата се инвестира врз основа на единствена инвестициска стратегија, која што важеше за сите членови во пензискиот фонд, независно од нивната возраст. Сега, законските измени предвидуваат во рамките на ист фонд да се формираат така наречени подфондови или различни портфолија, растечко, балансирано и конзервативно, во чија што суштина се инвестициски стратегии со различен ризик. Кај растечкото портфолио имаме инвестициска стратегија на долг рок со финансиски инструменти со висока ризичност, тоа овозможува и повисоки приноси. Кај балансираното имаме умерена инвестициска стратегија, балансиран, умерен ризик, да кажам. А кај конзервативното имаме заштита, кај што ни е потребна заштита на средствата за пензионерите или во пред пензионерската возраст на нашите членови, кога е најважна сигурноста и ликвидноста на средствата. Така да сите три инвестициски стратегии имаат различна портфолио и различни ограничувања во однос на финансиските инструменти каде можат да се инвестираат средствата на нашите членови. Досега ние имавме балансирано портфолио во вториот задолжителниот капитално финансиран пензиски столб, кое што во европска смисла или согласно европските стандарди и искуствата од околните земји е повеќе се движи кон конзервативно портфолио, бидејќи само 30% од средствата можевме да ги инвестираме во странство или да кажеме во поризични инструменти. 67% од средствата ни се инвестирани во државни хартии од вредност во земјата. И имаме ограничување минимално средства од 50% да бидат инвестирани во Македонија. А сега со новите законски измени? Сега со новите законски измени, например во растечкото портфолио, ќе имаме право да инвестираме средствата на членовите во финансиски инструменти со изложеност во странство до 60%, во балансираното портфолио изложеност во странство до 45% наспрема сегашните 30%, и во конзервативното до 15% инвестирање во странство. Кај доброволниот фонд, например, во балансираното портфолио може да се инвестираат средствата до 50%, малку е повисок процентот за инвестирање во странство. И како ја одредивте таа граница, кои членови во кој столб ќе припаднат, односно во кое портфолио? Законот предвидува два начини на распределба на членовите, ако на тоа мислите. Едниот е автоматски пренос на средствата на членовите во различен вид на портфолио, зависно од нивната возраст. Тоа мислам, до која возраст влегуваат во растечкиот, до која возраст е балансирано, а до која во конзервативното стануваат? Да. Во растечкото портфолио може да ќе бидат автоматски распределени членовите кои што се на годишна возраст до 45 години. Од 45-та година се распределуваат во балансираното портфолио и од 57 години се распределуваат членовите во конзервативното портфолио. Но има уште една можност што законот ја дава. Сега зборевме за автоматска распределба на членовите, но законот дава избор да секој член кој што има активен однос кон своите заштеди и ги следи своите заштеди и има визија за својата иднина и прави финансиски планови, тој ќе има право да се консултира во пензиското друштво и согласно портфолијата кои што треба да му бидат образложени на секој член и осигуреник, тој има право на избор во кое портфолио сака да му бидат распределени средствата. Но и правото на личен избор има одредени ограничувања. Например, до 57-та година можете да бирате во кое портфолио сакате да ви бидат распределени средствата. Во растечко, во балансирано или во конзервативно.
додека од 57 години до пензионирањето може да изберете само балансирано или конзервативно портфолио и во времето на пензионирање законот предвидува средствата задолжително да бидат распределени во конзервативното портфолио, што е многу интересно, тоа се однесува и на доброволниот пензиски фонд. На доброволното. Во оваа смисла ние имаме мислење и барање дека ова право не треба да биде ограничување, затоа што сепак лицата и осигурениците наши, без разлика што нивниот број можеби е помал ради нивото на финансиска писменост која што ја имаме, но луѓето сами треба да одредат ризичноста за инвестирање на своите средства. Државата може да помогне во обезбедување на некаква сигурност, но сметаме дека е апсолутно оправдано да член и после 57 годишна возраст да може да избере балансирано или конзервативно портфолио. Затоа што сепак е тој доброволен, третиот столб. Самите членови сакаат доброволно да се штедат за повисока пензија. Вистина, ама ние за вториот столб го бараме тоа право. Затоа што 57 години сметаме дека не е доволно старосната граница да веднаш средствата предат во конзервативното портфолио и кај автоматската распределба. Второ, која поместена е границата и за одење во пензија, не законската. Луѓето сакаат повеќе да работат, сакаат повеќе да бидат активни. Друга можност се донесе, мислам, претходната година или пред таа, не е тоа толку важно, закон што има возможува на пензионерите да работат. Во таа смисла, ако они имаат можност за некаков приход или секој различно си има свој финансиски план, може да сака средствата во пензискиот фонд да се уште му бидат умерено изложени на некаков ризик во смисла да останат во балансираното портфолио. Втори периодот на користење на тие средства е доста долг, просечно околу 15 години се користат. Тоа значи дека 57 годишната возраст за автоматска распределба сметаме дека е ниска, а и по пензионирањето сметаме дека членовите треба да имаат право да изберат во кое портфолио сакаат да им бидат капитализирани, односно оплодени средствата. Овие забелешки ги доставивте вие? И имате одговор од надлежните дека треба да бидат, дали ќе ги земат во предвид или не? Немаме одговор дали ќе бидат земени во предвид. Забелешките на пензиските друштва се усогласија преку асоциацијата која што ја формиравме и тие се поставени на соодветната платформа ЕНЕР во име на асоциацијата и во име на сите пензиски друштва кои што таму членуваат. Но има одредени аспекти, јас сега ќе зборувам за забелешките на Сава пензиско друштво, сметам, има таму овластени лица и представници на асоциацијата, сметам дека не во ред да давам изјави во име на асоциацијата. Во таа смисла, како Сава пензиско друштво, исто така сметаме дека старосните граници треба да се поместат. Односно, наместо границата да биде 45 години за балансираното портфолио, сметаме дека треба да биде 50 и наместо од 57 години да преминува во конзервативното портфолио, сметаме дека тоа треба да биде 60 години. Сега споменавте кога ќе заврши првата исплата на пензионерите од вториот задолжителен столб, започнува некаде 2030 година. Како ќе биде исплатата? Дали наеднаш овие пари оплодени овде ќе им бидат дадени или на рати ќе се распоредува како што впрочем и сега добиваат пензија пензионерите? Зборувајќи за пензискиот систем, посебно за тростолбниот пензиски систем и како што европската пракса покажува, најдобри резултати, најотпорен и најстабилен пензиски систем е тој што се заснива како на јавното финансирање на пензиите преку првиот пензиски фонд, така и преку задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Значи едно јавно-приватно партнерство во обезбедување на стабилност во овој многу важен сегмент кој што зборува за нас колку сме одговорни како општество, колку градиме одржливи системи, бидејќи ова е еден од столбите што државата ја прават најстабилна и најодговорна спрема своите граѓани. И во таа смисла, првиот столб ние не можеме повеќе да се подпираме. Не ние како Македонија, воопшто меѓународното искуство тоа го зборува. Светот се смени. Кога првиот столб беше доволен, тогаш семејствата беа многу детни,
тогаш миграциите беа ограничени и економските услови во државите беа поинакви. Но светот се смени и денеска никој го нема тој луксус да го игнорира прашањето на старење на семејството. Индексот на старење е над 100. Тоа значи дека имаме повеќе лица над 65 години отколку деца до 14 години. Коефициентот на старосна зависност ние над 50, 52 кома нешто е, што значи дека на 100 работоспособни граѓани кај нас над 50% се зависни лица, односно издржувани лица. И тие бројки кажуваат дека првиот столб не може да ја исполни својата одлука, односно дека сите ние како граѓани сме загрозени за сигурноста во возрастната доба или во периодот кога нема да бидеме активни. Во времето кога првиот столб бил функционален, кога државата, поединецот не морал да мисли, државата ги прибирала придонесите, државата ги распределувала и се грижала за нашите денови во пензии. Денеска условите се поинакви. Во тоа време тројца до четворица вработени издржувал еден пензионер. Денеска во Македонија тој сооднес е 1,7. Зборуваме за обични бројки за статистика. Не треба посебни анализи за тоа да правиме. Во Европа тој сооднос е 1,5. Во претходниот период проценките биле дека во Европа 2040 ќе падне двајца вработени да издржуваат еден пензионер. А денеска е тоа 1,5 и предпоставките се дека 2050 ќе биде 1,17 вработени да издржуваат еден пензионер. Тоа е проста математика која што ни кажува дека нешто треба да смениме. Не е ова фрапантно, туку само треба да обрнеме внимание и да се прилагодуваме кон условите економски, фискални, лични, индивидуални и државни можности за развој на еден поинаков систем кој што ќе ни обезбеди сигурност. Во оваа смисла, првиот и вториот столб треба да обезбедат пензија зависно од придонесите колку сме ги уплатувале во нашиот работен век додека сме биле активни. Но вистински квалитет за староста ни и сигурност ни дава третиот пензиски столб. Не само тоа, само уште еден спор, трите пензиски столбови исто така ни овозможуваат една диверзификација и на ризикот и на пензии и на обезбедување на доместок во времето кога нема да работиме. Бидејќи кога имаме три извори на средства, сме многу постабилни отколку да имаме само еден систем. Расте интересот кај младите за доброволниот пензиски фонд? И дали веднаш со првото вработување сакат, имајќи во предвидени функционалност, односно неодржливоста на првиот сите милиарда евра годишно од буџетот се одлеваат само за сигурни пензии на сегашните пензионери? И доведене во прашање опстанокот на првиот пензиски. Тој е одамна доведен во прашање. Демографските процеси не се некоја новина кај нас, тие се меѓународни, посебно и Европа, тој сооднос е многу намален. И дали е доволно заинтересираност за третиот столб е вашето прашање? Ја секогаш сакам да тргнувам од бројките, пошто после наративот сам по себе доаѓа и може да се предпостави. Кај нас учеството на работоспособното население во третиот столб е 2,9%. Тој, само секунд да не погрешам со бројките, нема да зборуваме за развиените европски земји, каде што е поголема свесноста, но можеме еве да погледнеме во Бугарија, тоа е над 8%, во Србија е 9,6% и во Хрватска е околу 25%, односно 1/4 од вработените и од работоспособните се членови на третиот пензиски столб. Кај нас не се доволно едуцирани или пониски финанси имат, па не им останува ништо за да тргнат на страна и да се штедат за сигурна пензија? Па мислам дека е многу покомплексно прашањето и дека треба да го гледаме од повеќе страни. Многу е лесно да кажеме, младите не се добар пример за учество во третиот столб, ама ние како повозрастни генерации треба да си ја преземеме одговорноста за тоа. Јас не се сеќавам во моето семејство исто така да се зборувало за пензија, за потреба од штедење по тој основ. Како што кажав и претходно,
тоа прашање било централизирано. Државата се грижела и индивидуата немала учество во тоа, немала проактивен однос и можела да критикува само дали е доволен износот или не е доволен. Денеска овие бројки кажува дека ние сите мораме да бидеме посвесни, да имаме поактивен однос и да си ја планираме својата иднина. Зошто е важно ова штедење, пензиското штедење? Многу често се соочуваме со одговори дека јас знам да инвестирам средства, јас самиот си штедам, јас самиот си инвестирам. Секој има право да си инвестира средства, но разликата кај пензиското штедење е дека е тоа инвестиција на долг рок. Значи, зборуваме за помалку средства, но долг рок кои што даваат најголем ефект. И во тој долг хоризонт временски, кој што го имаат пензиските друштва за оплодување на тие средства, многу влијае и компаундинг ефектот, или ефектот на сложена камата, бидејќи секој обезбеден принос веднаш се распределува на сметка на членот и понатаму повторно се инвестира, што овозможува зголемена акумулација на средства. Значи, едниот аспект е дека не треба да имате многу средства. Сега во предлог законот за доброволното пензиско осигурување се либерализираше членството во смисла да годишната возраст со која што беше условено членството, 15 годишна возраст, сега е поместено, односно избришано и сега секој може да членува. Тоа значи дека родителите ќе можат од многу мала возраст за своите деца да штедат, да во еден момент им ги подарат, например, тие средства како пример како треба да се грижат за својата иднина. Нема правилно време, нема совршен момент кога вие ќе почнете да штедите. Тоа треба да се прави денес. Од денеска секој може да оздвои 100, 500 денари, 1000 денари, како што луѓето ќе имаат можност да си ги следат средствата и нивниот раст, така ќе се развива и свесноста. Менталитетот и свесноста не доаѓаат сами по себе. Затоа тука тивката, а многу успешна реформа е финансиската писменост, која што ние сме оценети ниско. Ние како народ, како што читав во законот за финансиска писменост, кога е донесен, се правени некакви анализи, истражувања, анкети, сме класифицирани како население со низок степен на финансиска писменост, кој што има свесност за планирање на кратки рокови, а пензискиот систем бара долгорочно планирање. И знаете што е важно за младите? Ако тие знаат дека ќе живеат подолго од нивните родители, животниот век се продолжува. Ако знаат дека подолго години ќе користат пензија, ако знаат дека тие средства може да ги заработат само во времето кога се активни, а не и потоа, ако истовремено знаат дека државата едноставно нема можности да се грижи за нивниот живот во деновите кога нема да бидат активни, ако денеска младиот човек има нешто што ние сме немале, тоа е увид во својата пензиска заштеда, овој систем е високо транспарентен, секој ден ние како Сава пензиско друштво имаме и апликација, секој ден може да ги следите вашите средства и да видите каде се инвестирани и како се инвестираат. Така е. Ако сите овие факти младиот човек ги знае, ако знае дека има долг животен хоризонт во кој што може да штеди помалку и во долг рок, бидејќи долгиот рок и растечкото портфолио ни овозможуваат да пазарните флуктуации се надминат. Тогаш тој нема избор, освен да стане активен планер на својата иднина. Но освен младите, што многу ги критикуваме, нели, јас не сметам дека ние, родителите, треба да бидеме пример, дека ние треба да одвојуваме за да видат од нас и да ја слушаат оваа тема од нас. Има еден сојузник во пензискиот систем кој што кај нас е запоставен, а тоа е работодавачот. Ние зборуваме за индивидуална одговорност, но третиот пензиски столб е бенефиција која што може да значи и задржување на вработениот, особено во ова време на миграции и напори да се задржат вработените и во Македонија, и во друштвото, и во компаниите и слично. Членувањето во третиот пензиски столб е доброволно. Секој може да одлучи кога ќе започне, колку средства ќе инвестира.
може и да престане да инвестира, потоа да Тоа е апсолутно оставено на волјата на секој член, немате никаков притисок. Средствата може да ги користите 10 години пред пензионирање, најдолго до 70 годишна возраст може да не ги користите, под 70 годишна возраст мора или да ги повлечете или да одлучите на кој начин ќе ги користите. А вашето друго прашање беше зошто работодавачите не се толку вклучени. Мислам дека финансиската едукација тука исто така може да одигра клучна улога. Работодавачот треба да биде пример, но немаме ние системска грешка. Работодавачите обично се поактивни во земјите каде што даночната политика е насочена многу повеќе кон нивното прашање. Они треба да бидат мотивирани и треба да бидат како да кажам, испровоцирани да се грижат за вработените и да учествуваат во благосостојбата нивна во повозрастните денови нивни, да бидат пример за нив. Саво пензиско друштво има развиено и систем за вработените. Ако вработениот одвојува одреден износ, друштвото дупло му уплаќа во третиот пензиски столб. Наспроти исто така задолжителен процент од платата што се уплатува за секој вработен во третиот пензиски столб. Освен што е потребно за задржување на вработениот, работодавачите може да бидат и пример и многу побрзо би се развило учеството во третиот пензиски столб со нивната помош. Да се надеваме дека финансиската писменост во иднина ќе се издигне на повисоко ниво, за сите ние да имаме повисоки пензии. Станковиќ, ви благодарам на интервјуто. Благодарам и на вас.